Одраз, месечен подкаст со едно прашање разгледано од повеќе аспекти и еден заклучок. Имам чувство дека сме заглавени во круг на непрекинато создавање на отпад, кој секоја година само се зголемува. Заглавени затоа што и оние кои се загрижени на оваа тема и кои бараат начини како да го намалат својот отпечаток, едноставно се удираат во зид. Бидејќи сега единствената опција за ако сакате да го намалите отпадот кој го создавате во секојдневното живење е едноставно да се откажете од голем број на производи кои инаку ги сметаме за основни. Например, само од оваа ајде да наречеме основна потрошувачка кошничка на граѓаните. Треба да купите масло за јадење и готвење, млеко, јогурт, оцет, некогаш кисело млеко, некој сок можеби. Треба да си ги измиете рацете со нешто, да се истуширате, да измиете коса, да исперете облека. Но ајде обидете се тоа да го направите, а при тоа да не оставите отпад зад себе. Алтернативите за тоа се многу малку, а најчесто никакви. Подолго време ги обиколувам сите големи маркети во градот и невозможно е да се најде, например, млеко или јогурт во стаклена повратна амбалажа, како и многу други производи. Достапната државна статистика и со оние скудни јавни податоци кои ги нуди, исцртува една ваква слика за тоа што значи да нема алтернатива. Ако пиете дома по 1 литар јогурт неделно, на крајот на месецот ќе ви останат најмалку 4 празни пластични шишиња, кои ќе треба да ги селектирате и потоа можеби ќе се рециклираат, а можеби ќе завршат и на некоја дива депонија, во река, во некоја шума. Па таму ќе се распаѓаат на микропластика која е штетна и за природата и за здравјето на луѓето. Тоа на годишно ниво се околу 50 шишиња само од јогурт од едно домаќинство. Статистиката вели дека на национално ниво, шише по шише, домаќинство по домаќинство, за една година ќе се испијат околу 30 милиони литри, од што потоа ќе останат најмалку исто толку пластични шишиња за отпад. Од млекото во Македонија годишно и само од домаќинствата ќе останат над 50 милиони тетрапак амбалажи, кои пак се исклучително комплицирани за рециклирање, затоа што се составени од цврсто залепени слоеви на картон, пластика и фолија. Од зејтинот ќе останат над 24 милиони шишиња, од киселото млеко скоро 10 милиони канчиња, од оцетот над 2 милиони, од павлака 4 милиони, од газираните пијалаци 36 милиони пластични шишиња и лименки, од увозните шампони над 2,3 милиони парчења амбалажа. И сето тоа ќе се талажи и ќе расте во планини од пластичен отпад, затоа што едноставно нема друга алтернатива. Ниту еден од овие производи не може да го најдете во повратна амбалажа која може повторно да се употреби. Ако го например само 5% од млекото кое се продава на полиците во продавниците би било во стаклена повратна амбалажа, тогаш би се намалил отпадот од тетрапак пакувања за над 2,5 милиони парчиња годишно. Ако пресметаме за секој производ така, ќе дојдеме до една значајна количина на отпад кој воопшто и не мора да се создаде. Како да излеземе од овој затворен круг на отпадот од амбалажата, разговараме со Блажа Јосифовски, претседател на еколошката организација Go Green, и со Сонја Стојадиновиќ, политиколог, истражувачка и колумнистка за Республика, која неколку пати се осврнуваше на проблемите и неефикасноста на системите за селекција, рециклирање и генерално за справување со отпадот. Впечатокот ми е ист, работите не се менуваат, едноставно ги следиме тие рамки како што се зголемува бруто домашен производ по глава на жител, така се зголемува и количеството на создаден отпад по глава на жител. Нормално, ако не се превземе ништо и нема промена на ниедна варијабла, тоа е свест на граѓани, регулатива, соодветна, владени политики, не може да има никаква промена ако сите варијабли се исти, резултатот ќе биде на крајот ист. Но ние најпрвен пред било што да зборуваме, ние немаме точни податоци по кои би мереле, би знаеле дали нешто ако имплементираме дали има некоја промена. Ние уште ја немаме утврдено вистинската фактичка состојба. Ние знаеме се од прилика во делот на отпадот. Мислам, ова знаеш и само во повеќето области податоците кои што се најважни за креирање на политики и мерки се уштина недоволно точни за да било што се креира и да се мери по тоа да се мерат политиките. Така да и со отпадот е исто, дури може и полошо, бидејќи е поврзано многу со социјален момент кај нас и навистина е специфична. А на хартија, како и за многу други работи, не сме толку лоши. Да, од пред 2 години се донесе национален план за спречување на создавање на отпад и тој е прилично добар. Значи, тој ги следи начелата на циркуларната економија и што мене многу ме радува, порано ајде Македонија беше членка и го на таа мрежа на нула отпад Европа, Zero Waste Europe, и дури тие начела се вклучени и е спомната во самиот национален план, што многу радува, бидејќи тоа е многу прогресивно за следење, но начелото на нула отпад е во суштина прво и основно што можеш повеќе било што да спречиш
преку создавање на посебен дизајн на производите, размислување како воопште да не се создаде, што треба, какви системи, инфраструктура треба да се постави за да не се создава отпад. Потоа ако ептен мора да се создаде, како тој отпад може да се врати назад до максимум, да се врати во тој круг што го викаме повторно, да може да се создаде производ од него, значи максимално, па ако не може тоа да се направи, тогаш тој да се складира на оној начин каде што кога преку институти и истражување понатаму тие ресурси повторно би можеле да се вклучат во системот, да се вклучат и оние што се те не може да се никако да се тоа е само минимум да се депонира. Значи тоа е, како да кажам, многу прогресивен систем, по-прогресивен дури така наречена циркуларна економија, што многу често ја користиме како термин општ. И тој план е супер, но и како секој план, ако тие понатаму мерките од него не се имплементираат, не се вложат средства во него, тој ќе остане на хартија. На хартија е одличен, мислам, навистина беше добар кога го донесо, немавме ние што да додадеме, навистина беше добар, како ние да сме биле вклучени реално во неговото правење, но потребно е, владени регулативи се потребни, подигнување на самата свест на граѓаните и потребно е истражување. Значи мора да се прават истражувања, што одговара на нашиот локален пазар тука, на нашите специфики, како да се создадат производи за нашите прилики, ние да не генерираме отпад, ние да не користиме дополнително ниво на ресурси. Како пример дека работите може да се менуваат, соговорниците посочуваат политиката за забрана и наплата на пластичните кеси, која натера многумина да си носат платнени торби. Прашањето ми е дали истото може да се направи и со, например, носење на стаклени шишиња, што пак не е нешто ново за нас, имајќи предвид дека пред повеќе од 20 години дури и Кока-колата се продаваше во стакло. Ние доживеавме бум со пластиката, кога почна нафтата се поише и поише да се користи, пошто пластиката производ е на нафтата. Така што кога почна да се користи се поише нафтата, тогаш изгледи пластиката и се пласираше како најлесно решение. Секогаш не се размислува кога се пласира еден производ или едно решение кои се последиците. Малце се размислува на краток временски период, на неколку години и повеќе од призма на профит. Значи ја не сум, имам 33 и сепак го фатив во оној момент кога се уште на куција функционираше од претходниот економски систем во Македонија, од социјализмот функционираат тие претходни системи. Помнам дека се беше во стакло, ретко што беше во пластика. Кока-колата дури. Се беше и реално беше повкусно. Кауцијата си функционираше, луѓето беа навикнати, таму ти стојат стаклата, ќе ги земеш да ги вратиш, ќе си земеш други. Ја помнам дека тоа сосема нормално функционираше, луѓето беа навикнати, но мислам дека оној момент кога стаклара престана да функционира кај нас и кога потребно беше тоа стакло да се увезува, мислам дека од Хрватска го увезуваме ние во најголем дел, поскапе многу стаклото и почна да биде многу неисплатливо за користење кај нас. Но стаклото и овие системи за кауција, многу е интересно дека ние ги престануваме да ги користиме во 90-тите, а тие се веќе последните 5-6 години Западна Европа топ тема како функционираат, какви резултати даваат, што покажува дека тој систем бил во тоа време, претпоставам зашто тогаш на Југославија нема доволно нафта, нормално дека ќе оди некој ресурс што го има, но сепак создавал многу помалку отпад. Еве дека во регионот функционираат иницијативите од ваков тип. Еве во Грција на пример исто воведоа забрани со пластични кеси, исто се случи енормно намалување. Истото се случи во Србија кога ги фатија да ги наплаќаат пластичните кеси. Во Хрватска, од кога воведоа оној германски систем со депозиција, зборам за да ги влатиш пластичните шишиња и така натаму за да се врати кауцијата што ја даваш. Луѓето мислат дека прават пари со шишињата, ама во суштина кога се купува шишето и така натаму, тебе во самата цена на производот ти е калкулирана кауцијата, ти во суштина си ги враќаш само парите, не заработуваш. И тој систем го воведоа во Хрватска, значително, мислам дека над 60% или 70% успеваат од тие видови на амбалажен отпад кај што го воведоа тој со поврат на машините, успеваат да го вратат. Тоа се сериозни бројки за регионов. Тоа се сериозни бројки за било каде, има многу земји кои што не ги исполнуваат. Сонја смета дека свесноста кај граѓаните постои, а тоа што го нема се условите. Македонија од времето на Југославија го знае процесот на рециклажа. Сега тогаш во тој период се рециклирало повеќе хартија, стакло и платно. Облека, значи фактички платно, текстил, поточно кажано. И знам дека и од постарите и од мајка ми знам и памтам дека во Кочани имаше фирма за рециклирање, во Скопје во стакларата се носеа шишињата од пиво, од млеко и така натаму се рециклира исто така, додека хартијата исто така се рециклираше, а платното се влачело, се растурало до влакна и после се рециклирало во вреки или во друг материјал со помал квалитет што може нема да се користи како облека, туку може да се користи за нешто друго. Сега, значи, не е нешто, кога речат подигање на свеста, онаа фраза што толку пати сме ја слушале, нема веќе потреба такво нешто, затоа што македонците го знаат од времето на Југославија, по старите генерации. Од друга страна, младите генерации се свесни дека се гдавиме у ѓубре
и дека мора нешто да се промени. А пластиката што дојде подоцна е проблемот тоа што и ние, иако, например, еве пред мојата куќа јас имам 2 канти, едната е зелена за секакво ѓубре, а другата е пластична и е жолта за пластика, која почесто ја собираат ѓубретарите и ја тразнат. Пластиката помалку се селектира и помалку се рециклира. Сето тоа луѓе ми имаат кажано, вика јас во Скопје рециклирам, делам, се трудам и после кога ќе видам дека немам прва канта кај да фрлам, рециклирано, значи поделено, а после кога ќе ми кажат дека само ѓубретарите го носат, вика, на депонија и го остави, вика, јас не гледам поентата, вика, на рециклирање. За јас да се трудам да одделам храна да биде компост, да се трудам да одделам да биде пластика, да се трудам да одделам да биде нешто друго. Самиот систем, на крајниот резултат не е тоа што ни треба. И сега прашањето е како да се спроведе тоа. Или кој би бил поголем проблем во вакви мерки? Дали граѓаните повторно да се навикнат на враќање на амбалажата или компаниите да го сменат производството? Затоа што промената може да ги чини пари, но и останувањето на истите услови, како и сега. Исто така значи трошење пари, затоа што тоа што компаниите го заштедиле на амбалажата, граѓаните, општините и државата го плаќаат потоа на собирање, безброј акции за собирање на отпад по природа, чистење на диви депонии, езера, реки и потоа на некакво справување со отпадот. Ништо не е бесплатно. Во минатогодишниот подкаст во кој за пластичните кеси разговаравме со професорката од Технолошкиот факултет Јадранка Блажевска-Гилев. Таа сметаше дека државата мора да притисне, не само за кесите, туку и за амбалажата. И ви велам, наредниот закон за комплетно укинување на сета пластика што е за еднократна употреба. Бидејќи ние сега дискутираме само за кесите. Овој закон е за кесите. Каде се пластичните чаши, каде се оние пластични прибори и така натака, се е тоа за еднократна употреба и тоа е исто сериозен проблем воопшто во отпадот, така што треба да се оди и со наредниот чекор, како што во многу земји во Европа веќе комплетно е укината пластиката за еднократна употреба, тоа да се случи кај нас. Во маркетите се повеќе се појавуваат овоше зеленчук излупен од неговата природна амбалажа, нели од кората, испакувано во пластична кутија. Да. За еднократна употреба. Така. Знаете, пластиката не е токсична сама по себе кога ја имате како нов продукт. Таа не представува проблем, таа е инертен материјал и таа е добра за во неа да чувате храна. Меѓутоа, после откако ќе го завршите нејзиното користење е проблем кога ќе ја депонирате. Да. Тоа е проблемот, инаку вака излупени тие немаат никаков проблем. Значи, ако сметате дали е тоа токсично по храната, не, апсолутно не. Дека не потребно се вади така, призот од сопствената амбалажа. Не би требало да се случи тоа. И се тоа. пакува во пластика. Така, тоа нема. Например, банана излупена па стана. Да, апсолутно. Нема поента некако. Тоа не би требало, тоа не би требало да е така. Ама ви велам, ако поригорозно се спроведува се ова што е предвидено во законот, мислам дека ќе ги надминеме овие проблеми. Кога ќе ги притиснат, они веќе нема да имаат каде и ќе мора да прибегнат кон друг тип на пакување. Мислам дека тука повторно трите агли на гледање и влијање ќе бидат одлучувачка, тоа е ако граѓаните сами го бараат тоа и колку од граѓаните го бараат тоа, значи колкав ќе биде отпорот. Витекнува пластичните кеси, сериозен беше отпорот. Една недела беше топ тема во оваа држава кој што има други сериозни проблеми, дали ќе се користат пластични кеси беше есенцијално суштинско прашање, помнам колку бевме викани по дебати. Мислам, тоа е супер за нас, ама реално има многу посериозни прашања, една недела што треба да се дебатираат во Македонија. Втора работа освен свеста е колку ќе добијат поддршка од страна на владата или некоја друго ослободување, можеби компаниите да бидат мотивирани да применуваат такви еколошки дизајни, бидејќи ако некој дизајн на производ и користење на овие одржливи практики им беше профитабилен, верувај дека ќе го користеа. Мене ме пример пивото, затоа што лименка пиво е поскапа отколку стаклено шише. Автоматски ве насочува кон стаклото. Токму така. Најголем ефект секогаш има економски да биде исплатливо во наводници, но кога нема таква економска, природно таква економска исплатливост, потребни се владени мерки за да ја направат таа економска исплатливост, бидејќи не секогаш се пресметува во пари, бидејќи здравата животна средина и здравјето е трошок кој што не се вклучува во работите што се произведуваат и кога се произведуваат, и многу е битно да бидат вклучена таа цена, но тоа државата мора да го регулира. Така што тука треба да се направи соодветна регулатива, граѓаните да притискаат да се подигне свеста и да сакаат да бараат, мислам да сакаат тоа да се направи и секако компаниите соодветно да
реагираат. Но компаниите реагираат од две работи. Или ако им го бараат тоа самите купувачи нивни, или ако државата им даде нормално некоја субвенција за нешто да го направи, да, и третата работа ако економски им се исплати, им направи повеќе профит. Така што веќе имаме примери во регионот. Бугарија, Грција, во овој случај мислам дека Бугарија токму направи вакви мерки за тие компании кои што користат по еколошки начини во делот на пакувањето, им дава одредени ослободувања. Така што ние веќе имаме во регионот работи кои што, да не зборам Словенија, мислам Словенија е нешто што мислам дека ние треба да го следиме. Нормално со малку источен шмек да ги правиме тие решенија, но доволно е да го следиме регионов воопшто не ни е предалеку од оние европски земји што ги збориме. За некои работи Словенија или Хрватска имаат подобри резултати од многу европски држави. Прво од каде може да се почне? Самите производители и супермаркети треба прво да се вратат на производи кои максимално можат да се користат во хартиена непроизводство, затоа што и кога го рециклираш тетрапакот па го имаш оној метален дел внатре, метален И пластичен. како алуминиумска, да. Потешко се рециклираат, но барем да се вратат оние производи во стакло кои можеш после да го вратиш стаклото да го рециклираш. Значи нешто што може да се рециклира, стаклото, да се вратат производите во стакло, но тука ќе биде пак проблемот за произведувачот да си го зголеми профитот. Значи да не си го намали профитот со користење на стакло, туку да направи пресметка дали нему ќе му се задржи истиот профит или минимално ќе се намали, ако се префали од пластика на стакло рециклирачко. Мислам дека е една многу добра кампања за заштита на животна средина и намалување на рециклажи на загадување, може тој чекор да се направи. Втора работа за кај нас, што ние можеме да направиме, и ние како купувачи да бараме, дајте ни производи кои се паковани во пакување кое може да се рециклира. Да одбиваш да купиш производ кој е спакуван во кеса, а може да биде ставен во хартиена кеса, како што ги спомнати костените, кога што спомнав јас лебот, кога знаеш дека ќе му го уништи квалитетот. Било што е спакувано во пластична кеса на подолго време, придонесува побрзо тоа да се скапе. Еве, остави ги костените во пластична кеса, побрзо ќе се скапат него ли да ги држиш во хартиена. И плюс нивното костените кои ги соберат пред да ги пласираат на пазар, ги држат во гајби кои се не се со сено, туку мислам дека се оние отпадоци од дрво, за да и бидат во сува средина, за да побрзо созреат и да бидат свежи. Иначе го ставиш во пластика, готово е, се му влосува. Блажи и Сонја препорачуваат дека во овој дел не мора да се измисли нов систем, ниту пак целосно да се копираат само западните примери. Туку може да се погледне на исток, а не мора да се оди ниту далеку, односно подалеку од регионов. Значи истражував како ова се решава во Индија, во Филипини, во Бразил, во Африка. Иновациите што тие ги прават, успева да ги достигнат некои европски бројки, цифри на селекција и реупотреба на дури поеколошки се од европските, бидејќи користат помалку технологија и помалку ресурси за да ги постигнат истите резултати. Јас мислам дека ние треба да си бараме некоја комбинација што нас не одговара. Ова сега моментално очигледно не ни функционира системов. Важно е отпадот да го снема. Точно така. Тоа да го намалиме. Точно така. И вклучувањето всушност на неформалните собирачи, што ние долго време требаше да го направиме сериозно спроведување на политики во тој дел, бидејќи кај нас екологијата е тесно поврзана со социјалниот момент. Многу работи зошто ги правиме, зошто луѓето ги прават е затоа што има тој социоекономски момент е многу влијателен и мислам дека треба да ги следиме успешниве примери од овие земји и малку да учиме. Ја бев една дебата, мислам дека уште беше Шилего во последната година на неговиот мандат и кога зборевме за овие политики што може да се имплементираат добри пракси сега од Филипини и така натаму, беше тоа на исмев и посмев преземено да ме како ние да сме шведски град или што е навистина смешно, мислам и самиот знаеш каква е состојбата со канализација и така натаму, реално имаме полош од овие земји за кои зборуваме, така што некако мислиме дека Европската унија и тоа тие што го прават е нашиот пат, мислам дека не е, посебно кога ги немаме тие економски и технолошки, не можеме да ги платиме, луѓето не може да ги платат тие решенија, нема шанси, кој од нас е спремен да плати 30 евра месечно или 50 евра за управување со отпад, мислам дека никој евро не ќе да платат во некои општини, евро или 2 е таксата. Забраната може да придонесе до резултат, но од друга страна самите производители ќе ти речат дај ми алтернатива. И одма ќе рипнат, ама јас профитот ќе ми го намалиш, ќе ми го уништиш производството, немам друг начин на пакување, друг начин на пласирање и ќе извадат причини за да не ја следат забраната. Затоа што државата кога забранува нешто треба да понуди алтернатива. Една од алтернативите што еве сега докато го разговараме ми текна, освен што вие нас спомнавме, ми текна Љубљана. Љубљана и Словенија, посебно Љубљана Словенија се пласираше на, мислам дека за податоци 2020 година беше најзелената држава во Европска унија.
Ние немаме потреба да ги пратиме нашите градоначалници и министерот за животна средина некаде надвор од Европа, туку можеме слободно да ги спакуваме сите да ги пратиме во Љубљана, кај што можат да видат како се рециклира ѓубре и како од тоа рециклирано ѓубре се прави енергија, топлинска енергија. И надвор од Љубљана има еден огромен систем каде што ѓубрето се користи за создавање на енергија која го врти системот на јавната плана. Во јавната плана се користи ѓубрето. И сега пример друг. Ако не можеме да го намалиме ние користењето на пластика, че ако забраната биде контраефективна, можеме да го земеме примерот на Љубљана, која ти го даде, ние сме бивши југословенски држави, наши луѓе сме било како, нека се инвестира во различити системи во градовите, а нашите гради па не се толку, неколку градови надвор од Скопје, седнали да не се концентрираме исклучиво во Скопје, ќе имаат пари, а и ќе земеме сигурно пари од проекти од Европска унија, што секако дека ќе дадат за екологија. Направете систем за спалување на ѓубре кој ќе предонесува во јавното грејење, системот на јавно грејење. Една од опциите за да се избегне отпадот од амбалажата се и продавниците за продавање рефус. Дали е толку невозможно да постојат продавници во кои можете да дојдете со сопствено шише и да си наточите млеко, оцет, зејтин, јогурт од автомат или од некој голем канистар? Тоа го видов, беше направено за зејтин, за сапун течен и за детергент течен за алишта. Ама не ми текнува каде у кој град у Европа беше тоа направено. Можеби и дури и во Австралија беше направено како систем. Мене тоа ми се свиѓа затоа што намалуваш пластика, намалуваш стакло. Например, можеби ќе му биде на почетокот ќе му биде проблематично да влечка празни шишиња, ама после кој ќе види дека му е намалено ѓубрето и самото ѓубре што го фрла и просторот во кој му го зема куќата ќе биде сосема друго. Така беше и, например, со платнените торби. Се сеќаш кога се донесе забраната за пластични кеси. Наеднаш од нигде никаде испаднаат платнените торби за пазар. Мене ми се супер. Може тоа да се направи, а пак тука ќе биде проблемот со производителите, кои ти речат, ама јас морам да направам систем таков, па да го инсталирам, па да го расширам, па да направам мрежа, па да направам контрола, па ќе ми се зголеми трошокот наместо профитот. Пак тука ќе има проблем со производителите. И тука ќе биде судир помеѓу државата и производителите, како што реков, дај ми ги ти мене тие услови. Производителот ќе му рече, дај ми ти мене услови, јас да го сменам начинот на пакување и на пласирање на производот, наместо забраната, нели? Во два правца да биде соработката. Државата да му донесе забрана, а во исто време да му даде субвенции или било како е возможување целиот систем. Еве ќе речеме, јас ќе ти забранам ти да произведуваш и да пакуваш на битолска млекара или било кој јогурт во пластика, ама јас ќе ти дам субвенции да го пакуваш во стакло и да го пласираш во стакло или да се инсталираш некаде по супермаркетите цел апарат, машина за точење на јогурт. Овие така наречени нула отпад продавници, zero waste продавници, уште пред 10 години ги отворија во Париз, функционираше и тогаш уште на рамки рентабилно функционираше. Zero waste Франција го водеше тоа, беше на граница на рентабилност уште во Франција, исто отвори и во Германија, значи во тие земји, никаде не беше не знам колку профитабилно да кажеме. И ние исто размислувавме, но имаше повеќе проблеми. Прво, недоволно снабдување, значи недоволно производители кои што во на таков начин би продавале, што од самата недоволно иновативност нивна, како да заработат при нови системи, научени се на стари начини, не ќе многу да менуваат. Второ, едноставно од економски аспект, некогаш тоа значи и поскапи производи, бидејќи економија на обем и користењето на амбалажа знае поевтино да ги направи производите, зашто за ова бара посебен тек на производство. И многу малци од нашите граѓани реално би платили поскапо ако можат поевтино да го набават некој производ само заради еколошки момент. Досегашната неуспешност во справувањето со отпадот Јосифовски смета дека дополнително ќе ни се одрази во иднина, кога ќе се засилат ефектите од климатските промени и во дополнителни проблеми со депониите кои досега постојано се проблем. А начелото кога се работи за отпадот од амбалажата дека загадувачот плаќа, кое формално е регулирано, дали на терен тоа се спроведува? 50% од тие што произведуваат, пушат во промет и користат, пример пакување и отпад од пакување, не ги плаќаат давачките. Фали многу инфраструктура кај нас. И локалните наши комунални предпријатија немаат доволно капацитет. Цели општини и во Скопје кај што нема ни за селекција. Да, а име тоа обврска, но едноставно немаат капацитет. Тоа се премолчува и се достава па добро, нека продолжи сега. И знаеш, многу интересно тие обврски што ги има државата да ги направи, не другите, државата да ги прави, тие најдосна се имплементираат или се прекјутуваат.
така што можам да кажам дека полуфункционира кај нас. А како што велиме на хартија, во земјава имаме се. Така, например, изработена е и нацрт национална стратегија за управување со отпадот за периодот од 2024 до 2036 година. Во неа за промена се наведува и пристап за превенција за создавање на отпад, дека треба промена на моделите на потрошувачка кон поеколошко однесување, како што е купување на трајни добри стоки со ограничени количини материјал за пакување. Треба да се работи со индустријата за пакување и во таа насока се користат доброволни договори и некои правни инструменти, за да се постигне целта за намалување на количината на пакување на производите и избегнување на двојно пакување секаде каде што тоа е возможно. Потоа се вели и дека производите треба да се дизајнираат на начин што нивниот животен век и можност за поправка ќе бидат зголемени. Или преведено, да не се пакуваат костени ореви и излупени мандарини во пластични кутии, затоа што си имаат собствена природна амбалажа. А поедноставено до крај, тоа би значило дека кога ќе влезете во продавница во најмала рака да имате можност да изберете дали ќе купите некој производ од основната кошница, кој ќе биде во амбалажа, која ќе остане како отпад, или во таква која ќе може повторно се врати назад, да се измие и повторно се користи. Затоа што еден производ, уште во моментот кога ќе излезе од фабричката лента и ќе биде поставен на полица во продавница, доколку е во еднократна амбалажа, тој и пред да биде купен, веќе станал и отпад. Тоа е единствената опција да застане бескрајниот раст на купиштата од отпад, па потоа да почнеме и со нивно намалување. Среќна нова година!